денешната тема ни е обичаите и традициите и за денешниот ден, Велики четврток, но и за најголемиот христијански празник Великден, денот кога се слави Христовото воскресение. Повеќе во продолжение за обичаите и традициите за овој празник, ово утро заедно со мене е отец Сашко Николовски. Добро утро и добро дојдовте во Утринската. Добро утро на сите гледачи на Утринската програма на Телма телевизија. Пред да дојдеме до обичаите, мора да накажеме за настаните кои што се одвиваат, зашто обичаите се пропратна нешто на самите празници. Имено целата оваа недела е страстна седмица, односно седмица во кој се сеќаваме на страданијата, трпението и болката која што човечкиот род му го направи на нашиот Спасител Господ Исус Христос. И затоа сите овие денови се големи денови. Велики понеделник, велики вторник, велика среда, велики четврток, велики петок, велика сабота. Среда беше денот кога жената го истори мирото врз главата на Господа Исуса Христа во домот на Лазара, пречувствувајќи ги сите овие страданија кои што ќе му претходат на Господа Исуса Христа и со тоа еден начин го подготвуваше за сето ова што треба се случи. Исто така и за говорот на еден од 12 ученици Јуда Искариот за предавството на Господа Исуса Христа. А Велики четврток е веќе денот која започнува најстрашната драма во историјата на светот, на човештвото. Имено на овој ден бил празникот без квасници ке евреите и тие се подготвувале за Пасхата, односно било носено паскално јагне да се принесе кај првосвештениците. Господ Исус Христос дошол да го исполни законот и пророците, значи не да ги укине, туку да ни донесе спасителен закон, затоа го исполнува овој закон, ги спреќа своите ученици да заколат паскално јагне, да го принесат и потоа се собирале во своите домови. Така и Господ Исус Христос се собрал со своите ученици во еден дом и тука најнапред, според обичајот еврејски, а тој гласал најмалиот во семејството, да земе сад со вода и да принесе на најстариот да си ги измие рацете. Овдека се менува улогата, Господ Исус Христос зема сад со вода и им ги мие нозете на сите своји ученици. Кога доаѓа до светиот апостол Петар, Петар му вика: Господи, зар ти ке ми ги миеш мене нозете? А Господ му рекол: ако не ти ги мијам, ке немаш дел во царството. И тогаш Петар вели не само нозете, туку и рацете и главата, сакајќи да биде секогаш со Господ Исуса Христа. А со овој пример Господ ни покажал сушност дека како треба учениците еден на друг да си послужуваат и како да бидат ревностни со љубов кон еден кон друг. Веднаш после ова следува основањето на светата тајна вечер. Имено Господ земал леб, го благословил и им рекол на учениците: земете, јадете, ова е моето тело. Ја благословил чашата со вина: земете, пите, ова е мојата крв на новиот завет. Сушност преку лебот и виното се основа светата тајна Евхаристија, која на секоја света литургија го примаме преку нејзе телото и крвта на Господа Исуса Христа. Самиот Бог сведочи за тоа и рекол: кој нема да го јаде моето тело и нема да ја пие мојата крв, нема да има живот вечен. Од тога започнува сушност литургијата која што за секојаш ние ја служиме во сите православни храмови. Но ова е денот кога започнува предавството на Господ Исуса Христа. Господ тоа го предкажува, бидејќи бил вистински Бог. Вели: еден од вас кој ќе макне со мене, на кој ќе му го подадам лебот, тој ќе ме предаде. Почнале учениците меѓу себе сите да зборат: да не сум ја Господи, да не сум ја Господи, плашејќи се да не биде некој од нив. Но кога дошол до Јуда, Господ му го дал лепчето и Јуда трнал веќе да го предаде, бидејќи претходно веќе на Велика среда бил договорен со првосвештениците да го направи сето тоа. Тогаш Господ му вели: иди и нека биде бргу. Самото Свето писмо ни вели: и беше ноќ. Значи настанот бил ноќ во смисла дека настапува силата на мрачните сили. Сушност Господ е тогаш предаден за цената на безценетија, што се вика, за 300 денари. Јуда оди да го предаде, а учениците после светата тајна вечер и Господ Исус Христос се одале особено на своето омилено место во Гестиманската градина, каде сушност и се случува предавството на Господ Исуса Христа. Тука Христос се моли, они веќе било доцна ноќта, заспале, Господ им вели: станете, бидете будни. А за сето тоа време Јуда веќе го сковал планот и им рекол на старешините и просверниците: оној кој ќе обакнам, тоа е. Влегува со војска, идат како на некој кој што нема ни војска ни ништо, но влегуваат. Јуда тука го предава. Светиот апостол Петар по својата ревност повторно
истапува прв, дури зема нож и со нож му го пресекува увото на еден од слугите на првосвештениците. На Господ му вели врати го ножот во својата ножница и го исцелува увото на слугата. Вика, зар не мислиш дека можам сега да повикам легион ангели за да се спасам, но треба да се исполни сето она што е предскажано за Господа, дека сушност првин ќе биде распнат, убиен на крстот, а потоа ќе воскресне. Овој настан е многу битен. Затоа за нас крстот е голема тајна преку која ни дошло спасението. И ова се сите настани на Велики четврток. Токму затоа во традицијата, можеби, изникнало се тона дека јајцето треба да се фарба на Велики четврток, затоа што тогаш почнуваат страданијата на Господ Исус Христа и распјатието. Тоа е и црвено, претпоставувам. Црвено, да, тоа црвеното е символ на крвта Господова, но и символ на победата. Бидејќи јајцето е символот на победата, воскресението е победата. Да знае ѓаволот дека после крстното распијатие ќе има воскресение, никој пат нема да направил да Господ Исус Христос пострада на крстот. Нема да ги терал злобните луѓе да го направат, но тоа е тајната која на домостројот, на економијата на спасението, која Господ е сокрил од луѓето, но секој пат е за наше добро и тоа ни го представи. И обично нашите домајќинки овој ден рано на утро ги фарбаат и првото и првите 3 јајца и обично тоа е секој пат црвената боја. Убаво си објасневте за овој ден, да кажем уште нешто накратко за Великден, кој е главно обележје на самиот ден на Христовото воскресение и дали можеби имате некоја препорака до верниците за овој ден, како правилно да се однесуваат и вечерта, сабота, спрема недела, кога ги посетуваат храмовите? Обележјето токму Господ ни го дал на овој ден, на Велики четврток. Кога рекол, кој нема да го јаде моето тело, нема да ја пие мојата крв, нема да има живот вечен. Сакаме ли да имаме живот вечен, зашто дека сме дојдени како гости. Гости кои што имаат своја цел да си остварат своето спасение, а вечноста ни е горе на небото, тогаш мораме да ја служиме таа света литургија. За да ја служиме таа света литургија треба секој пат да се трудиме што повеќе да бидеме на молитва и што повеќе почисто да пристапуваме кон Господ Исус Христа. Ние луѓето сите сме грешни. Сите некој пат паѓаме, но битно е да знаеме да станеме преку светот тај ден покајани и да се приближиме кон Бог. И токму затоа секој пат најсвечено го празнуваме овој празник над празниците или торжество над торжествата, како што се умее да се каже во црковните песни, преку светата тајна литургија. На тој ден ќе имаме божествена литургија во 9 часот во недела од сабајле, на која ќе чиноначалство неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан, а ноќта пред воскресението во 12 часот ќе имаме опкот околу црквата и објавување на воскресението Христово и повторно после тоа до 2 часот литургија овдека во соборниот храм, но литургиите ќе бидат во сите храмови. Така да верниците сите кои што си се подготвени за поторжествено и хубаво да си го празнуваат овој празник, е време кога треба да придат на овие денови на света литургија, на молитва и токму затоа апелот е кон сите нив. Дојдете заедно да ги слушаме светите евангелија кои што се читаат, да се учествуваме, ако не никако другачи, освен барем со молитва во тие настани, да се подсетиме на сето она што го направил Господ, зашто така единствено ќе можеме да го засакаме повеќе.